Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во првиот дел од денешното проучување ќе ја завршиме обработката на 1 Самуилова глава 25. Според мене, во оваа глава е опишана една од поинтересните случаи поврзани со животот на царот Давид. Пред да почнеме со читање, ќе ви дадам кратка позадина на тоа што се случува во неа. Минатиот пат го спомнавме Навал, чие име буквално значи безумен. Тој го навреди Давид, односно луѓето кои Давид ги прати за да побараат помош. Иако Давид го чуваше него и неговиот добиток, сепак Навал не сакаше да им даде храна. Кога се вратија назад кај Давид, дел од неговите војници му кажаа што рече Навал за него и Давид се разгневи. Им кажа на своите војници да се наоружаат и вети дека ќе го убие Навал и сиот негов добиток. Во тој момент, Давид имаше на располагање околу 400 војници. Сите ги зедоа своите мечеви и тргнаа да го убијат Навал. Патем, иако не ја оправдувам постапката на Навал, сепак не го оправдувам и гневот на Давид. Според мене, тој не требаше да постапи така. Во меѓувреме, Авигеја, сопругата на Навал, дозна за безумната постапка на нејзиниот сопруг. Таа знаеше дека Давид нема да остане равнодушен на навредата на Навал и затоа одлучи да направи се што можеше за да го смири неговиот гнев. Затоа подготви храна, зеде со себе неколку од слугите и тргна на пат за да го пресретне Давид, да побара милост од него и да ги нахрани неговите војници. Одејќи на кај Навал, мислам дека Давид си велеше во себе: сега ќе му се одмаздам на тој неблагодарен човек. Луѓето што ќе слушнат за неговата смрт, ќе дознаат дека никој не смее така да се однесува кон мене. Тогаш Давид забележа жена на патот како води магаре, натоварено со многу торби. Во торбите имаше храна и Давид застана да ја поздрави. Таа се поклони пред него и со тоа покажа дека е понизна и му оддаде почит. Откако му се представи која е, побара од Давид да и се одмазди нејзе, наместо на нејзиниот сопруг. Му рече: ако сакаш да се одмаздиш, еве ме, јас сум негова сопруга. Авигеја беше многу мудра и знаеше дека Давид нема да и наштети на каков било начин. Не само тоа, туку и му даде совет што да направи. Му рече да не се лути за однесувањето на Навал, кога го нарече лош човек, го пофали Давид дека е Божи човек и дека Бог ќе го благослови. Стихови 25 до 28. Нека не обрнува внимание господарот мој на тој лош човек, на Навал. Зашто? Како што му е името, таков е и тој. Навал му е името и безумието е со него. А јас, твојата робинка, не ги видов слугите на мојот господар што се ги испратил. И сега, господаре мој, ти се колнам во Господ и во душата твоја. Господ нема да дозволи да пролеваш крв, а ќе ја задржи раката твоја да не се одмаздуваш. И сега нека бидат како Навал твоите непријатели и овие кои мислеа лошо против мојот господар. Еве ги даровите што робинката твоја му ги донесе на својот господар, за да им се разделат на момците, кои му служат на мојот господар. Прости ја вината на робинката своја. Господ без друго ќе подигне за мојот господар цврст дом, зашто мојот господар води господови војни. И во текот на целиот живот твој зло нема да се најде во тебе. За жал, во животот на Давид ќе дојдат периоди кога ќе има зло во неговиот дом. Но засега, тој е се уште доблесен човек и нема сторено некое посериозно зло. Тој се покажа како Божи човек и Авигеја ја пофалува таа негова особина. Слушнете што пишува во стих 29. Ова е едно од најзначајните нешта кои некој ги има кажано за Давид. Авигеја вели: ако човекот стане да те гони и да ја бара душата твоја, тогаш душата на мојот господар ќе биде сврзана со јазелот на животот кај Господ, твојот Бог, а душата на твоите непријатели тој ќе ја отфрли како од праќа. Душата на мојот господар ќе биде сврзана со јазелот на животот кај Господ. Со други зборови, таа му посакува изобилен и благословен живот, а тоа доаѓа само од Бог. Токму тоа е она која им е достапна на сите христијани денес.
Поради Христос кој умре на крстот за нашите гребови, христијаните имаат вечен и изобилен живот. Исус Христос е вечниот живот и секој кој се надева на Него, секој кој живее согласно на Неговите заповеди, исто така има вечен живот. Тоа ви е достапно и вам денес. Кога му рече дека Господ ќе отфрли душата на неговите непријатели, мислам дека Авигеја сакаше да го потсети Давид што направи Господ со Голијат и дека истото ќе го направи и со другите негови непријатели, меѓу кои беа Навал, ама и царот Саул. На некој начин, таа како да му вели, исто како што го стави каменот на праќата и со него го уби Голијат, така Господ нека ти ги фрли сите твои непријатели и нека те ослободи од нив. Повторно морам да напоменам дека сум навистина изненаден и воодушевен од мудроста на Авигеја и нејзиниот пристап кон Давид. Потоа продолжува и вели: И кога Господ постапи со мојот Господар според сето добро што го говореше за тебе, и те постави за водач на Израел, за срцето на мојот Господар тоа нема да биде огорченост и неспокојство, зашто пролеал напразно крв и зашто си се спасал. Господ ќе му направи добро на мојот Господар и ти ќе си спомнеш за робинката своја. Со други зборови, таа му вели: немој да се одмаздуваш за ова. Ти ќе бидеш цар. Забележете ја реакцијата на Давид. Можам да си замислам како изгледала оваа сцена. Давид е качен на коњ, со него има 400 наоружени војници, а пред нив е Авигеја, клекната на земја и моли за милост. Давид ја погледна, се смилува над неа и рече: Благословен Господ, Бог Израелов, кој те испрати денес во пресред мој. И благословен да биде твојот разум, и благословена да бидеш ти, поради тоа што сега не ме остави да пролевам крв и да се одмаздам за себе си. Но се колнам во Господ, Бог Израелов, кој ме задржа да не ти направам зло. Ако не побрзаше и ако не ми дојдеше во пресред, тогаш утре до разденување јас немаше да му оставам на Навал ниту едно суштество што мокри покрај зид. Не само Навал. Давид планираше да го убие целиот добиток. Тогаш Давид го зеде од рацете нејзини она што му го беше донела и рече: Оди си со мир во домот свој. Ете, го послушав гласот твој и го почитав лицето твое. Авигеја дојде кај Навал. И ете, кај него во домот негов гоштевање како царска гозба. И срцето на Навал беше весело. Тој беше многу пиен. Затоа таа ништо не проговори, ни многу, ни малку, до изутрина. А изутрината, кога Навал се истрезни, и жената негова му раскаже за тоа, срцето негово замре, и тој стана како камен. Навал беше себичен човек. Се што имаше сакаше да го троши на себе. Кога неговата сопруга му каже што направи, авторот вели дека неговото срце замре. Не можеше да се помири со фактот дека неговата сопруга постапила спротивно од него. Слушнете што се случи потоа. По 10 дена Господ гудри Навал и тој умре. Навал доби срце удар и почина. Тоа беше Божиот начин на справување со непријателот на Давид. Добро е што Давид не се одмазди, туку ја остави одмаздата во Божи раце. Што ќе стори Давид? Авигеја беше навистина убава и мудра жена, но остана вдовица и живееше сама во пустината. Наместо да ја остави да живее како вдовица, Давид одлучи да ја земе за сопруга. Стих 39. Кога Давид слушна дека Навал умрел, и рече: Благословен да е Господ, кој врати за срамот што ми го нанесе Навал и кој го зачува својот слуга од зло. Господ ја сврте злобата на Навал врз неговата глава. И Давид испрати да ја кажат на Авигеја дека тој ќе ја земе за жена. Давид не можеше да ја заборави Авигеја и да ја остави да живее сама. Знаете зошто? Бидејќи таа беше една од ретките жени кои се однесуваа со почит кон него и кои му помогнаа да биде тоа што Бог сакаше да биде. Кога го виде дека е гневен, го пресретна и го смири со нејзините зборови. Наместо да го остави да направи грев поттикнат од гневот во него, Авигеја го посоветува да ја остави одмаздата во Божи раце. Давид знаеше дека најде квалитетна жена и ја зеде за сопруга. Но, слушнете што пишува во стиховите 43 и 44. Пред да ги прочитам,
Сакам само да напоменам дека Бог не ги одобри делата на Давид кои се запишани во овие стихови. А Давид ја зеде и Ахиноам од Израел, та и двете му беа жени. Саул пак му ја даде ќерка си Михала, Давидовата жена, на Палтеј, синот на Лаис од Галим. Ова е еден од посериозните гревови во животот на Давид, кој го чинеше многу. Кога Бог рече за Давид дека е човек според неговото срце, тоа не значеше дека се што Давид направи или ќе направи е во согласност со Божјата волја. Не само ова, туку Давид направи и други дела во текот на неговиот живот кои сериозно се косеа со Божјата волја. Бог го сакаше Давид и навистина моќно го исползува, но сепак дозволи да се соочи со последиците од неговите гревови. Еден таков пример е поврзан со изградбата на храмот. Откако стана цар, Давид беше дел од многу битки во кои уби голем број луѓе. Некаде пред крајот на неговиот живот, Давид посака да изгради храм и да го посвети на Господ. Но Господ не му дозволи да го изгради храмот. Причината беше фактот што Давид имаше многу крв на своите раце. Ако ве интересира таа случка, можете да ја најдете во втора книга Самуилова. Глава 26. Давид повторно го поштедува животот на Саул. Доаѓаме до глава 26, каде е опишан уште еден настан во кој Давид го поштеди животот на царот Саул. Тоа се случи во пустината Зиф. Забележете ја разликата во начинот на кој Саул и Давид се однесуваа еден кон друг. Саул знаеше дека Давид е следниот цар и дека е Божиот избор, а сепак правеше се што можеше за да го убие. Давид пак знаеше дека Саул е Божиот помазаник и е првиот цар на Израел и не сакаше да дигне рака врз него. Слушнете што пишува во првите два стиха од глава 26. Потоа кај Саул во Гива дојдоа зифејците и рекоа: Ете, Давид се крие кај нас, во ридовите на Хахила, во близина на пустинската област. Тогаш Саул стана, се спушти во пустината Зиф и со него 3000 одбрани израелски мажи, за да го бара Давид во пустината Зиф. Кога дозна дека Давид се наоѓа во пустината Зиф, Саул тргна во уште еден поход со цел да го најде и убие. Како што Саул имаше доушници кои му кажуваа каде се наоѓа Давид, така и Давид имаше луѓе кои му кажуваа дека Саул тргнал во потера по него. Предноста на Давид во ситуацијата беше во тоа што многу подобро ја познаваше пустината од Саул. Давид беше навистина вешт во војувањето. И тоа ќе се покаже во времето кога ќе биде цар на Израел. Предноста на Давид не беше само во познавањето на теренот, туку и во неговите најблиски соработници, кои му беа навистина верни. Саул не ја познаваше пустината како што треба, а и неговите најблиски поданици не му беа целосно посветени. Стих 4. И Давид испрати разузнавачи и дозна дека Саул навистина дошол. На Давид не му се веруваше дека Саул тргнал во потера по него и прати разузнавачи или шпиони да дознаат дали царот е навистина во близина. Тие му одговорија дека Саул е дојден со голема војска. И стана Давид и отиде на местото каде што Саул беше поставил логор. Го виде Давид местото каде што спиеше Саул и војна началникот негов Авенир, синот Ниров. Саул спиеше во шаторот, а народот се беше сместил околу него. Откако дозна дека Саул е во близина, Давид одлучи да оди и да види каде се сместени и колкава е војската што е дојдена со него. Давид се сврте и им рече на хитиецот Ахимелех и на Авеса, синот на Саруја, Јоавов брат, велејки: Кој ќе дојде со мене кај Саул во шаторот? Авеса одговори: Јас ќе дојдам со тебе. Давид дојде со Авеса кај луѓето на Саул ноќе. И ете, Саул лежи заспан во царската кола и копјето му е забодено во земјата покрај перницата негова, а Авенир и народот лежеа околу него. Пред да легне да спие, Саул го забоде копјето веднаш до местото каде што потоа ја положи својата глава. Авеса му рече на Давид: Денес Господ го предаде твојот непријател во рацете твои. Затоа дозволи, јас ќе го приковам со копје за земјата со еден замав и нема да го повторам ударот. Авеса му даде интересен предлог на Давид: Дозволи ми и јас да го средам.
Доволно ќе биде само еднаш да замавнам и твојот непријател ќе е мртов. Но Давид му рече на Авеса: не убивај го, зашто кој кренал рака врз помазаник Господов, а останал неказнет? Давид повторно одби да дигне рака врз Саул и повторно го нарекува помазаник Господов. Давид уште рече: да е жив Господ, нека го собори Господ, или ќе дојде денот негов и тој ќе умре, или ќе отиде во војна и ќе загине, а мене да не ми дава Господ да кренам рака врз помазаник Господов. Давид вели: не е мое да се одмаздувам за тоа што ми го направи. Одмаздата му припаѓа на Господ и тој ќе му плати во негово време. Стихови 11 и 12. Туку да го земеме копјето негово што е покрај перницата негова и садот со вода, па да си одиме. Давид го зеде копјето и садот со вода покрај зглавието на Саул и си отидоа. И никој не виде, никој не дозна и никој не се разбуди, а сите спиеа, бидејќи ги беше обзел сонот Господ. Додека се одвиваше овој разговор, војниците кои беа задолжени за безбедноста на Саул спиеа. Стих 13. Премина Давид од онаа страна и застана на врвот од ридот далеку, а меѓу нив имаше големо растојание. Давид се повлече, но не целосно. Се оддалечи на големо растојание од војниот камп на Саул, за да може да побегне доколку има потреба за тоа. И викна Давид кон народот и кон Авенир, синот Ниров, велејки: Авенире, јави се. Авенир се јави и рече: кој си ти што викаш и го обеспокојуваш царот? Давид се однесуваше многу саркастично кон Авенир, кој беше човекот задолжен за безбедноста на царот Саул. Авенир беше еден од главните војсковоци на Саул, како и капетан на личната стража на Саул. Пред целата војска, Давид го повика Авенир и му рече: каков стражар си ти? Ако сакав, можев да го убијам царот и ти немаше да забележиш. Тогаш се разбуди и царот и дозна што се случило. Давид рече: царе, погледни го местото каде се наоѓаше твоето копје. Сега го нема, бидејќи е во моите раце. Пораката на Давид беше многу јасна. Тој му кажа на Саул: можев да те убијам, но не го сторив тоа. Саул и претходно ги слушна овие зборови кога Давид му го поштеди животот во пештерата. Наместо да му се одмазди на својот непријател, Давид повторпат му го поштеди животот, бидејќи веруваше во Божјата одмазда. Прашањето кое ние денес треба да си го поставиме е: дали и ние му дозволуваме на Бог да се справи со нашите непријатели, или повеќе сакаме да ги земеме нештата во своји раце? Секогаш, кога некој ќе ви сгреши и ќе ве повреди, Бог ви вели: остави го тоа во мои раце. Нема потреба ти да се одмаздуваш. Давид го направи токму тоа и Бог навистина се справи со Саул на свој начин. А Саул му довикна на Давид: благословен да си, сине мој Давиде. Ти ќе го извршиш она што си го започнал и без друго ќе победиш. И тогаш Давид отиде по својот пат, а Саул се врати во местото свое. Сигурен сум дека во тие моменти на Давид му беше прекуглава од бегање и криење. Но неговите денови како бегалец доаѓаат при крај. Бидејќи како што доаѓаме до крајот на оваа старозаветна книга, така и се приближуваме до моментот кога Саул беше убијан во битка со филистејците. Следниот пат ќе продолжиме со проучување на Прва Самуилова. Се надевам дека ќе ни се придружите. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.